Сите детали се јасни и се е подготвено од 1 јануари. Пензионерите и студентите можат да работат во 3 стопански сектори, изјави денес во Штип заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Ќе има мобилна апликација која што работодавачите од 1 јануари ќе можат да користат да ги пријават лицата и да ги осигурат за периодот додека се пријавени. Со таа можност да во 3 области ќе можат да се ангажираат сезонски лицата и тоа во земјоделието, во услуги во домаќинството и во угостителството, каде што и најмногу се користат овие лица, бидејќи има недостаток на работна сила во Македонија. Можноста е таа да во угостителството бидат вкупно ангажирани 120 денови, а додека во земјоделието 180 дена, а едно лице во неговиот сезонски ангажман не повеќе од 30 денови, да.